Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот. На Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Дали исхраната има свое место во терапијата за борба против ракот и дали тоа е всушност алтернативна медицина или медицина базирана на природата, што би се рекло? Така, за среќа, веќе јавноста доволно добро е запозната со моментот дека здравата храна придонесува да дојде до помала инциденца на одредени болести, односно до спречување на болестите. Наедноставно кажано, здравата исхрана води кон спречување на болестите, вклучително и на ракот. Меѓутоа, треба да се знае, треба пред се, слободно би рекол, и стручната јавност да знае пред се, а потоа и општата јавност да знае, дека исхраната има и тоа како важно свое место при терапијата на малигните болести и конкретно при терапијата на ракот на дојка, за кој што ќе зборуваме денес. Знаете, ние најнапред кога ќе помислиме за такви сериозни болести, сакаме да мислиме за лекови кои што се со висока технологија. Така, скапи лекови. Дали се скапи лекови, дали станува збор за некакви апарати, машини. Меѓутоа, треба да не забораваме дека најнапредната технологија која што човештвото ја познава е природата. Така. Значи, ние немаме сретнато досега. Се почнува од природата. Да, и технологијата која што ние ја создаваме може до некаде да, како да речеме, да наликува или да сакаме до некаде да ја достигнеме таа технологија, природната технологија, но сме многу далеку од тоа. Зошто го кажувам тоа? Го кажувам бидејќи ние сме навикнати да гледаме со едни поинакви очи. Например, кога ќе видиме пред нас патлиџан, ние го гледаме тоа како храна и го гледаме како патлиџан. Така. Но не можеме да видиме заситување на потребите, а не како лек. Да, но не можеме да видиме, а треба да сме свесни, дека внатре во тој патлиџан има ликопен. И тој ликопен, доколку редовно секојдневно се внесува во нашето тело, и спречува да дојде до појава на рак, но и откако ќе се појават малигни клетки, придонесува за нивно побрзо изумирање. Така. Или, например, сулфурафан, односно, навидум ќе речеме дека гледаме пред нас брокула. Така. Но не е тоа само брокула, не е тоа нешто зелено растение кое што има таков вкус и таков мирис и ни го полни стомакот и тоа е тоа. Тоа е, треба да го гледаме со поинакви очи, дека всушност тоа е една доза на сулфурафан која што ја внесуваме дневно. И кој што има низа механизми во себе да ги отстрани слободните радикали и да го спречи развивањето на така наречените матични малигни клетки. Тоа се тие клетки кои што стимулираат туморот да расте. Така да сакам да заклучам дека ние треба да го измениме начинот на гледање на исхраната. Дека не е тоа само задоволување на потребите за живот, туку и начин на терапија. Тоа е еден момент. Втор момент кој што би сакал да го истакнам, а вие го начнавте, е тоа дали исхраната е алтернатива. Так. Или алтернативна терапија. Секако дека не е. Јас попрво би ја сврстил исхраната во така наречената прволиниски третмани или прва линија на терапија. Терапија, така. Пример. Ако човек има благо покачен крвен притисок, не треба веднаш да се прибегнува кон лекови. Значи, не треба веднаш кон таблетарно решение да се одбере. Овој лек, оној лек. Доколку благо е покачен притисокот, тоа не е за занемарување. Значи, тоа е сериозна, почеток на сериозна болест. Мора да се биде внимателен кога станува збор високиот притисок. Така, да не се заобиколи лекарот. Да, апсолутно, но и самите лекари треба да го дадат првин советот. Ајде да пробаме со промена на начинот на живење и промена на исхраната. И верувајте, во 9 од 10 случаи, според научните студии, со силна промена на начинот на исхрана ќе дојде до корекција на овие проблеми, кога зборуваме например за благо покачен висок притисок. Што треба да јадат луѓето тогаш? Лук? Се разбира, лукот е едно од многу важните состојки. Треба да го намалат внесот на сол, дефинитивно.
треба да внесат малку повеќе витамин B6. Значи, си има низа на кој што се разбира, лекар треба да им ги даде тие совети. Так. Многу е важно, знаете, бидејќи храната Но да не се претера. секако, но многу е важно бидејќи храната, еве, ја имаме таа забуна дали е алтернативна терапија или не е, а тврдам дека дефинитивно не е. Важно е ова да се разбере бидејќи и лица кои што не се медицински лица си дозволуваат да даваат совети за исхрана, особено кај луѓе кои што се веќе болни. Так. Тоа е многу опасно. Значи, треба да се пази. Едно е нутриционизам и Так. тоа е друга работа. И дали некој ќе покачи или ќе намали неколку килограми, тоа е сепак во доменот на безопасното. Но за пациенти Но кога ќе колку дојде кај вас сериозни човек кој што има заболувања, сериозно заболување и на кој што му треба помош, штетно е пред се за пациентот, а потоа и за тој што го прави тоа, бидејќи не е свесен што прави, да се даваат разни совети на луѓе, а при тоа да не се биде лекар. Така да тоа се тие моменти околу сериозноста на исхраната и тоа што ме прашавте дека не е алтернативна терапија, дека како исхраната рековте дека е прва линија на тоа е прва терапија. линија на терапија. Значи прволиниски третман е исхраната и треба стручен совет од лекар кој што ги познава овие прашања. Така да не се ослонуваме на разни нутриционисти, сепак секоја чест на нивната Секој работа. си го има своето која место во работат, системот. Меѓутоа, кога станува збор за веќе дијагностицирано Така е. заболување, да се обратиме прво на лекар и лекарот да Така ни е. даде насоки каква храна да јадеме и на што да внимаваме. Но бидејќи вие тврдите, прочем и науката така тврди дека храната е прва линија на терапијата за многу заболувања, каде е всушност вистинското место на храната во терапијата против ракот? Така. За да го лоцирам точно местото на исхраната во терапијата или во третманот на ракот, јас би го дал најнапред опфатниот одговор, сеопфатниот одговор за тоа како сум убеден дека треба да биде пристапот кон лекувањето на оваа болест. Значи пристапот кон терапијата на рак. И според мене, јас сум убеден дека треба да има 5 елементи. Значи самата терапија на ракот треба во себе да носи 5 елементи и сите ќе ги објаснам. Првиот елемент во терапијата на ракот е така наречениот психолошки елемент. Така. Односно, пациентот или пациентката, бидејќи денеска зборуваме нели најчесто за ракот против дојка, за ракот на дојка, кој што е најчесто кај жените, пациентката треба пред се да се труди да изгради еден оптимистички став. Така. Ќе ја кажем и причината, ќе го кажем и начинот. Позитивно да размислува, да гледа позитивно. Знам колку е тешко во такви ситуации човек да одржи ведрина, оптимизам, меѓутоа ќе ги објаснам причините зошто тоа е важно. Најнапред, важно е човек да има еден оптимизам кога се соочува со ваква болест, заради тоа што првата причина е тој треба да биде доволно ведар и доволно оптимистичен за да навлезе во сите терапевтски процедури кои што бараат сила. Така. Бараат човекот да е одлучен, дека сака да се лекува, дека ќе се лекува и дека ќе се бори со болест. Да, Тоа е- дека ќе води тешка борба. Така е, и знаете сега, ако човек однапред крене раце, ако се откаже однапред, ако падне во еден очај, нема да има внатрешна сила, психолошка сила за да влезе во лекувањето. Ќе одбиваат да се лекуваат, нема да одат на лекар. Точно е дека тоа се моменти на голем страф, на неизвестност. Меѓутоа, првиот момент зошто е важен оптимизмот е токму тоа, за да има храброст човек да каже да, ќе се лекувам. Така. Вториот момент, значи ово беше психолошкиот, но има и уште еден важен елемент, а тоа е биолошката важност на оптимизмот. Знаете, оптимизмот не е само во нашите глави, Так. не е само во нашите мисли. Ќе спомнам, има посебна една нова наука, која што се вика психонеуроимунологија. И ќе објаснам сега што значи тоа и зошто е тоа важно. Нашиот мозок, кога има одредени мисли, црни мисли секого може да му Так, се случат. так. Но најмногу кај тие пациенти, да, и кога сме целосно здрави. Негативно, така. Но нели разбирливо луѓе кои што се во таква ситуација, кои што се соочуваат со таа болест, имаат многу почесто Преоптоварени се преоптоварени со- се. Дури и секојдневно може да мислат на Со на самата болест, така. Так. И ако земат сега да се концентрираат на тие мисли, да ги обработуваат, леле, што ќе бидне,
што ќе се случи, како ќе се случи, кој ќе проаѓа, ако почнат да им дават навлекуваат простор тие мисли, во- Тие мисли мозокот ги преведува преку жлездите кои што се на базата на мозокот, преку тие жлезди ги преведува во хормони. Односно од мисла станала хемија. Так. Станал конкретен хормон, излачен хормон. И тој хормон, еве најчесто да го кажеме, хормонот на стресот, кортизол. Значи, ме следите како одиме. Психо, неуро и сега ќе поминеме на делот имунологија. Зошто? Бидејќи кортизолот како хормон има капацитет да го потисне имуниот систем. Значи да го ние медицински велиме супримира. Так. Значи да го притисне надолу, да го подисклучи малку имуниот систем. А тоа е токму моментот кога човек се бори со оваа болест, токму тоа му треба. Му треба силен имунолошки систем, зајакнат. И тоа се тие битни работи кои што ни објаснуваат зошто треба да има една ведрина, еден оптимизам кај тие пациенти. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот. На Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје.